Кризата која ја предизвика пандемијата со коронавирусот се рефлектираше силно во културната сфера и го промени начинот на живот на граѓаните во нивното културно битисување. Откако во март беа ставени под клуч музеите, театрите, беа откажани театарски и оперски представи, изложби, музички настани, културниот сектор се прилагодува со поинаков пристап на функционирање, најчесто онлайн, видео, театар или со физичко присуство, дистанца, маски и ограничен број на посетители, со дигитални перформанси и така се труди да обстане. Театарот е најпогоден од кризата, а онлайн представите не можат да ја долуват атмосферата како да е во живо, вели актерот Петар Арсовски. За да можеме да се занимаваме со театар одблизу на едно такво ниво, во оваа криза е невозможно. Затоа што, за да направиш добра представа, треба да собереш една добра екипа, која што секојдневно треба да работи на градење на таа представа, на анализи, на ликови, на создавање на сцени, на проби. Ние затоа говориме дека најдрагоцено во нашата работа се пробите. На пробите ние ги правиме ликовите и представите. За да постигнеш квалитетен ниво на работа, значи добри проби, мора да одиш секој ден на работа, да имаш контакт со колегите. Неизвестно е што ќе донесат можните нови мерки заради големиот број на заболени и смртни случаи. Дали тоа уште повеќе ќе го разниша културното јадро, но уметниците не се предаваат. Тие сметаат дека културата не е мртва, но велат одва и преживува. За разлика од театарот, во музичката сцена има поголемо раздвижување. Културата не сме да застане, културата мора да оди натаму и токму од тие причини ги правиме ние нашите напори со фестивалите кои што ги организираме, Скопскиот джез фестивал само што заврши и Офест кој што туку престои. Сепак, најпогодена е независната културна сцена. Независниот културен сектор, дури во овие пандемски услови, е оној кој што всушност во изминативе 8 месеци или колку се најмногу произведуваше содржини, за разлика од колегите од институционалната сцена, но не ги обвинувам нив затоа што тие се така димензионирани, гломазни се, гломазни, тромави, институционални, така што независниот културен сектор произведуваше содржини, но знаете дека тоа е една прекарна состојба, се живе од ден за ден. За граѓаните пак, културниот живот е замрен. Бројните реакции и коментари на социјалните мрежи главно се насочени кон тоа дека културната сфера речиси и да не постои, и тие се ориентирани кон гледање на светски филмски остварувања во домашни услови, пред компјутер. Кризата со пандемијата со коронавирусот длабоко се чувствува во културната сфера. Во овие тешки времиња, товарот и празнината ги чувствуваат уметниците, но и граѓаните за кои културата е мртва. Ова е тешко време кое посебно ја погодува суштествената улога на културата, како што е блискиот контакт со публиката. Сепак сега во ноември сме далеку поискусни отколку што бевме во март. Барем знаеме кои се општите мерки, а и кои се горе-долу посебните протоколи, а од друга страна знаеме и низ кои активности и културата и уметниците одреагираа. Не знаеме колку ќе биде жесток бранот кој што доаѓа и колку ќе трае. Ограничувањата дали ќе се воведат или ќе останат сепак во рамките на овие протоколи. Меѓутоа останува предизвикот дека ние од една страна треба да се грижиме за публиката, за граѓаните кои што треба да дојдат и да бидат безбедни, а од друга страна нели ја имаме и обврската доколку имаме заболени уметници или заболени членови во колективот, дека и тоа го невозможува создавањето на еден културен производ. Како културата да преживее во овој период на криза поради пандемијата со коронавирусот, која ги допре сите сфери на човековото живење? Културата за да преживее мора да се имаат предвид неколку работи, како што е поголема свесност за состојбата во која што се наоѓа и во таа насока
дејствување во смисла ослободување на делот од културата кој што може да функционира во услови кои што се комплетно сейф, како што беа нашите фестивали. Решението е исто како и во животот. Значи, мора да почекаме да помине ова. Јас сум оптимист што се одесува до тоа. И единствено, иднината на театарот ја гледам во неговото враќање назад на оние патеки кои што ги одевме до појавување на кризата. Нашата програма, да кажеме во МНТ, каде што сум ангажиран, чека на тие подобри времиња. Независниот културен сектор има општествена одговорност да биде солидарен и да не дозволи културата да биде мртва, но треба државата стратешки да вложува и во овој сегмент, вели Гешовска. Втората работа е да има поголемо проникнување помеѓу институционалната и вонинституционалната сцена, да има поголема соработка, но не само со позаемување простор, како што сега се случува, туку со програмирање. И на тој начин ние ќе ги зајакнеме и ќе ги направиме европски и светски релевантни нашите културни политики. Доколку ситуацијата не оди во најлош правец, остануваат комбинираните настани. Некои со онлайн, други со физичко присуство на дистанца, а некои комбинирано. Секако, останува да се помага на уметниците кои се надвор од институциите, вели Аладжозовски. Ако се забранат културните активности, ако се забрани одвивањето или се затворат институциите, тогаш она искуство кое што го имавме во март, а кое што најмногу го разви, например, градот Скопје како организирана активност, ќе им го препорачаме и на општините, а во таа смисла нели тука битен партнер и Министерството за култура, да таков тип на солидарни јавни настани со кои што сепак ќе се подржи фелата, ќе се подржат уметниците, музичарите и сите други уметници, да прават специјални настани со цел да се одржи духот, доколку пак се оди во рестрикции. Тој нагласува дека културните институции претрпеа голема штета во нереализирање на програмите. Најмногу настрада оние кои што всушност многу тешко се бројат, бидејќи не постои евиденција колку луѓе работат како хонорарни, па дури и некои од нив работат и во аспектите на сивата економија, а не знаеме колкав е нивниот број и тие не се регистрирани никаде. Во меѓувреме, владата го усвои законот за финансиска поддршка од 6.000 денари за уметниците ангажирани од правно лице, филмски работници кои во последните 5 години реализирале по 3 филма, исто како и за социјално загрозените семејства и самохраните мајки. Во оваа ситуација веќе и не се гледа колкави се штетите во културната сфера. Важно е таа да се врати и што побрзо да обстане, а за тоа треба да се погрижи државата со можни и прифатливи решенија. Време на корона криза, време за смрт на културата. Се согласувате ли со оваа теза дека културата е мртва во овој период? Не се согласувам со тоа дека културата е мртва. А вие бевте и поексплицитни со смртта на културата. Но ништо не функционира, зашто не се согласувате? Прво, не е точно дека ништо не функционира, а кога културата ќе биде, не дај Боже, мртва, тогаш нема ни нас да не има, како луѓе. Ние како луѓе, како човечки суштества не можеме да постоиме, да екзистираме без културата, без духовното. Нема театарски представи, да ја земеме Македонија, нема филмови. При тоа го разбирам вашето прашање. Да, не е исто како што беше. Бидејќи за жал, ништо не е исто како што беше до пред 1 година. И се разбира, во таа смисла, засегната е многу и културата, не само тука кај нас, низ целиот свет. Сведоци сме на почетокот на кризата, таму во март месец, што се случи наеднаш во целиот свет, така е? И дека први, да не речам на удар,
беа институциите и институционалната сцена и независната сцена низ целиот свет, културните работници. Тоест, нивната работа беше меѓу првите која што беше на удар од оваа ужасна епидемија. Загубите во смисла на не сакам тука сега да го истекна моментот, знаете, оној пазарен момент, но и тој не е помалце важен. Загубите се ценат во милиарди евра, во илјадници евра, токму во дејностите на културата, на европско, на светско ниво. Што се однесува до тоа како ние функционираме како земја во време на COVID и како работат културните работници, знаете дека постојат протоколи донесени од страна на Комисијата за заразни болести. И исто така знаете дека после првиот удар, пролетта, веќе летото и есенва, заживеа културната сцена. Кога ќе речам заживеа, мислам да не заборавиме многу важни фестивали и разни други настани, успеа уметниците, така е, да не половично во сосема други услови, да не заборавиме и джез фестивалот се одржа, и Охридско лето се одржа, и Струшките вечери на поезијата, и Танцфестот, и Синедеис, и Джифони, извинете. Не Джифони, да. Се извинувам, фестивалот за деца. Што ќе се случи сега, есенва и зимава? Вака Таа сега ќе биде прогласена за мртва. Пак не се согласувам со вашиот исказ дека културата ќе биде кој ја прогласува за мртва. Не може да умре. Никогаш нема да умре културата. Добро, излезот, значи сакате да кажете нема да умре. Така. Излезот може да сметаме дека започнува и завршува да не заборавиме онлайн култура. Прифаќале или не прифаќале, јас не сум од генерациите израсната на онлайн како и вие. Но таа сега така функционира. Но во моментов така функционира во целиот свет, вклучително и кај нас. И тука ја гледаме и креативноста, исто така, на уметниците, на културните работници, на сите оние кои што се занимаваат, односно работат во културата. Тука ја гледаме и нивната креативност, какви се начини наоѓаат за да делуваат и действуваат разни платформи, така? Има разни платформи. Да, но особено театарските работници, не заборавите дека одбиваат се согласувам, се согласувам. Но затоа, еве, например, кога разговаравме со директорите на театрите, за да видиме како да ја поминеме оваа година, тие дадоа одлични солуции за ова време. Што значи тоа? Значи, мора да се прилагат, сакале или не сакале, да работат текстови со многу малце актери, монодрами да работат, да применуваат разни други модели така, и да. визуелни, овие дигитални техники на работа, за да направат едно дело. Не може да не функционираат. Ме разбирате? Музичките работници се прилично погодени, како и се разбира, театарските и така натаму, и постојано протестираат. Значи, кои се решенијата? Значи, да ги протестираат музички работници, но да видиме кој и каде и зашто. Тоа е друго прашање. Погодени се сите апсолутно. Погодена институционалната култура, уште повеќе вон институционалната, независната сцена, да не ја заборавиме. И тие се исто така многу и повеќе погодени. На почетокот и на крајот, институциите и покрај тоа што немаат можност да ја обавуваат својата работа како во другите, така да речем во нормалните услови, тие сепак добиваат плата вработените во институциите, за разлика од луѓето од независната сцена, кои немаат оставени, кои што цело време на маргините и не се на маргините, да се разбелеме. Не биле на маргините, но не велам дека е балансиран пристапот. Добро, и баш со Искра Гешовска пред некој ден имав интервју и тие, и таа, и сите луѓе кои се дел од таа независна сцена протестираат дека се низ годиниве, низ децениве секако на маргините.
Особено од страна што велите. во третманот на државата. Од државата, да бидеме прецизни. Да. Имало периоди кога биле особено на маргините, имало периоди кога не биле толку на маргините. Околу решенијата. Кој е вашиот план како да се преживе оваа есен, оваа зима, како да преживее сушност културата во време на корона кризата? Кој е планот? Кој е планот? Најнапред мора да им се обезбеди поддршка за работа. Веќе имаше толку колку што имаше финансиска поддршка во различни сфери и за различни културни работници. Работиме на тоа интензивно да се најде моделот. Моделот е најден, но како да го артикулираме за да допреме до што поголем број на уметници засегнати, особено од оваа. Колку од нив се навистина засегнати, има ли број? Сите се засегнати. Не е во ред да цитирам сега со бројки, станува збор за луѓе. Добро. Но едно знам, историчарка сум, дека и културата преживеала и војна, и војни, и чуми, и епидемии. Така што сигурна сум дека ќе преживееме и дека ќе преживее и културата. Не знам што ќе се случува зимава во смисла, гледате дека секојдневно бројките стравично растат. Во целиот свет на инфицирани луѓе, вклучително и кај нас. Културата секаде е сега во моментот во карантин. Еве кај нас почна пред неколку дена Оффест, значи не е културата сосема во карантин. Говорам за светски рамки. Тоа тешко функционира секаде. Особено таму каде што има земји скроз затворија, така е локдаун има во редица земји, така што не може да функционираат институциите. Добро, Шурбевски има разговор со него, прилично е задоволен сепак како функционира Оффест. Така е. И покрај се, затоа ви велам, значи уште не сме во позиција на сосема на карантин во земјава. Што ќе се случи есенва и зимава, значи кои се решенијата? Значи, тоа што ќе се случи зависи, се разбира најмногу од ситуацијата со епидемијата. Еве ги и сега постојат протоколи и така работат институциите. Не можам да предвидам, го сакам најдоброто, сакам да пикот на оваа есенска овој дел од епидемијата што побрзо да се случи, за да можеме колку толку да продолжиме. Кои се решенијата? Исто како и во целиот свет. Значи, со онлайн работа, со онлайн платформи, ајде да се подсетиме дека пролета и Министерството за култура ги потикна институциите да се префрлат на онлайн работа и видовме дека има голем интерес меѓу граѓаните. Тоа е еден од излезите. И веројатно за и оваа зима. единствениот. Така е. Жал ми е што морам тоа да го кажам, но тоа е стварноста. Тоа е реалноста. За да не биде прогласена мртва културата. Апсолутно и нема да биде прогласена. Интересно е и во време на големи кризи, знаете сами, ова не е банална реченица, креативноста кај уметниците доаѓала уште повеќе до израз. Токму во време на кризи, војни, чуми, да не цитирам сега, автори кои што твореле. Ова е најблагата катастрофа, ако споредиме со такви катастрофи. Така е, не дај Боже. Независно што сум атеистка, велам, не дај Боже. Како и да е, мораме да преживееме во ова преживување. Значи, во оваа борба за животите во кој што мора да сме дисциплинирани, мислам дека ќе излеземе и посилни, и поумни, и помудри, ако солидарно ги здружиме силите и средствата што и стојат на располагање на културата, тука мислам финансиските, толку колку што сме, ние не сме богата земја, но ајде солидарно да најдеме начин да преживее културата. Да, ова апелирате кај властодржците, оние кои го имаат сефот во државата. Видите, клучарот на сефот е Министерството за финансии, министерот за финансии. Не апелирам, јас сум дел од, јас сум член на владата. Така, немале никогаш разбирање за културата во оваа држава. Повеќе или помалку, да, во принцип, тоа е од фази и од периоди, зависи што подразбираме
под разбирање, имало многу големи буџети, прашањето е каде оделе парите и на што оделе парите. Сведоци сме и тоа е голема тема да не се враќаме владењето на Груевски, да. Да не се враќаме во блиското минато, бидејќи ни треба уште сигурно еден цел ден да разговараме на тема култура. Културата застана, замре во целиот свет. Низ Европа се спуштаат завесите во кината, театрите, а одговорот на сиот уметнички свет може да се илустрира со репликата на Француското друштво на филмски режисери, дека културата не е луксус, туку потреба. Председателот Емануел Макрон во име на одбрана на културата на неговата земја најави уште поголема финансиска помош за уметноста и сите културни сектори погодени од пандемијата. Освен тој сака да ја одбрани европската културна креативност како одговор на американската и кинеската компетитивност. Токму затоа, тој ги продолжува мерките за поддршка за 12 месеци. Се однесуваат на специјални бенефити за невработените, актерите, артистите, перформерите, музичарите и техничарите. Бродвеј е во темница. Њујорк низ месециве губи милиарди долари од туристите. Клучот на театрите на Бродвеј значи загуба и за услужниот сектор околу нив – хотели, ресторани, јавен превоз. Се најавува отворање на Бродвеј 2021, но кој може да гарантира било што? Еднакво и Метрополитен операта стави точка на целата 2020-2021 сезона. Како изгледа културата во Словенија денеска? Едно од најважните имења во регионов, македонскиот режисер Александар Поповски, не се согласува воопшто со тезата за смрт на културата. Поповски, како функционира театарот во Словенија? Дали тој е мртов во Словенија? Знаеш, тежок ми е овој збор мртов. Многу ми е страшен. Добро, дали е во кома? Вештачки дали се одржува? Сите термини од секојдневниот живот, најчесто од медицината, ги префрлуваме во сите други сфери, па такви се тие дефиниции мртов, кома, респиратори. Кога почна есента, работите изгледаат добри, значи имавме проби, игравме пред публика, сите носеа маски. И тоа беше, не верувам, речеме, баш ме интересираше да проверам колку луѓе се заразиле со тоа што дошле на театарска представа и носиле маска. Нема таква, да речеме, такво истражување, а мислам дека немаше заразени. Сега на сите ни е јасно, нема што да се правиме храбри и да инсистираме на нешто што во моментов нема никаква логика. И ние сме повлечени, представите се повлечени. Јас имам проби, почнам да работам Ромео и Јулија, ги прекинав пробите, од утре продолжувам пак со помал број на луѓе, да речеме, на глумци, за 2, 3, 4 максимум, маски мораме да носиме. Од една страна, тоа е доста депресивно и луѓето се нервозни од се ова, мислам, се стварно е напорно. Од друга страна, јас мислам дека мораме да се однесуваме максимално одговорно. Мислам, ништо нема да постигнеме ако се правиме херои. Сега во театри во Словенија се затворени, не играат представи, значи нема. Во одредени театри има проби. Така и кај мене во Марибор, проби течат. Ето, мислам, нас многу ни значи што можеме да пробаме, затоа што на некој начин функционираш и животот има смисла. Ако тоа ќе го изгубиме, имавме обиди да пробаме на Zoom, па на Skype и така. Дали е можно театарски представи да почнеме да гледаме така да изгледа и иднината всушност онлайн, интернет? Кога театарските представи ќе станат онлайн интернет, тогаш мислам дека и животот ќе стане онлайн интернет. Па тој веќе е станат. Гледање на театарски представи преку видео е како лижење на сладолед преку излог. А тоа важи за живот, без контакт, навистина тоа ќе се претвори во нешто сосема бесмислено.